Добре дојдовте во забавната програма на телевизија Нова. Ќе започнеме во Бело со 6-тиот саем на Винчевки, кој инаку вчера официјално се отвори со свечена ревија. А во улога на модели беа неколку наши познати личности од различни сфери на шоу-бизнисот. Дел од нив веќе сме ги виделе во Бело, а некои за прв пат. Еве каква беше атмосферата таму. Шестиот поред саем за Винчевки почна. Во романтично уредената свечена сала, по прекрасните звуци на годачкиот квартет, познатата водителка Ивана Илиевска ги поздрави присутните гости, ја најави модната ревија и магијата започна. 12 луксузни модели на венчаници, изработени од вештите раце на македонски дизајнери, а на ревијата во улога на модели се појавија личности од различни сфери на шоу-бизнисот. Вечерта ја отвори Елена Ристевска, по неја и манекенскиот брачен пар Мики и Светлана Црнокрак. Следни беа Маја Поцевска, Викторија Лоба, Јована Стојменовиќ, Маријана Станојковска, Јана Бурчевска, Дани, Рената Кралевска, Дарко Спејко и како последна се појави Јана Коцева. Романтичните венчаници се секогаш помеѓу фаворитите, независно од трендовите, па така и оваа сезона венчалните фустани во романтична естетика се најавуваат како водечки, но што според Маријана, Маја, Дани и Викторија е невеста со стил. Навистина е тешко да се носат сите овие креации и не знам неколку часа од сабајле до вечер да бидеш во невестински фустан и да уживаш, да се веселиш заедно нели со сите оние кои што ти дошле на свадба, сепак да го издржиш тој терет, зборувам од да започнеме од невестинскиот фустан. Навистина е тешко. Невеста со стил треба стварно да биде храбра и машки да издржи онака цел ден да се забавува и буквално да прослави за тоа што еднаш се венчаваш, бар според мене. Невеста со стил е невеста која ужива во моментот и невеста која знае да го носи тоа што го одбрала. Стилот е релативна работа во однос на тоа што најдобро прилега на твојата линија и во однос на тоа во што најдобро се чувствуваш и најудобно. За мене тоа е една обична девојка која сака да ја овековечи љубовта и затоа треба да се облече онака како што карактерно се чувствува, односно така како што е убава. Невеста со стил пред се држењето, манирите, уредниот лик, тоа е за мене невеста со стил. Затоа што свадбата е момент за памитење, кој е нивниот избор, модерна или традиционална свадба? Не знам дали би се одлучила за некоја си свадба каде што би било земено предвид, например, да се забуваат гостите во некој ваков амбиент, например во ресторан. Значи јас тоа го замислувам некако на плажа, со одбран круг на луѓе, мои најблиски, мои најдраги пријатели, и тоа така некако да биде баш интимно. Јас сум за модерно сепак. Тоа би било нешто опуштено, со малце луѓе, ни традиционална, ни модерна, него своја хипи, веројатно. Хипи варијанта би ми одговарала, да. Модерна венчавка, дефинитивно. Иако во споредба со Маријана и Викторија, Маја и Дани знаат како е да си во брак, па ги прашавме колку бракот го менува начинот на живот. Дефинитивно бракот е нешто каде што влегуваш со љубов, со желба, каде што мора да постои компромис, дека ќе се промени начинот на живот до некаде да, а поуспешен е бракот доколку нема потреба премногу да се менуваш. Сега во зависност на тоа ако навистина треба премногу компромиси и премногу промени да правиш, тогаш мислам дека не е баш успешно приказна, но неуспешните приказни на страна, нели? Умешноста е во тоа да бидеш тоа што си и да си среќен во бракот таков каков што си. Се менува, да. Многу се менува, иако не би требало да се менува. Што е потребно за успешен брак? Не сум ја човекот за овие теми. Веројатно да се остане приземен, да не се зима се здраво за готово и да има разбирање. За сите оние кои веќе ја планираат својата венчавка, саемот на Винчевки е идеална прилика сите детали поврзани со церемонијата да ги најдете на едно место. Па токму затоа не го пропуштајте. Карневалското лудило во светот е веќе започнато, а истото ја фати и Струмица. Вчера вечер по 26-ти пат беше организиран традиционалниот струмички маскенбал, каде што се одбраа принцот и принцезата кои вечерва на струмичкиот карневал кој ќе се случи во центарот на градот, ќе ја предводат на струмичката поборка. Мојата колешка Јована е таму, одлично се забавува и ќе ви каже зошто Струмица е местото каде што треба да го поминете викендов. Погледнете.
Карневалското лудило започна. По 26 пат синоќа се пееше, играше и се веселеше. Се до раните утрински часови, а причина за тоа беше струмичкиот маскенбал. Инаку на маскенбалот се забавува околу 600 гости, под маски, поединечни и групни. А нешто пред полноќ од организацијскиот одбор на карневалот беа прогласени принцот и принцезата, кои ќе го предводат главното карневалско дефиле. А оваа година како принц и принцеса беа избрани Никола и Наташа Илиеви или Анубис, богот на подземјето и предводник на жртвите, и Исис, божицата на магијата и животот. Еве какви се маски имаше на вчерашниот маскенбал. Кое е значењето на вашите маски? Па вака, ова е Алиса во земјата на чудата, значи комплетната маска. Овдека до мене е Алиса, јас сум белата кралица, црвената кралица, ги гледате картите, и секако шапкарот, и тоа не е еден шапкар, туку повеќе шапкари. Она што е интересно и покрај сите чуда што ги има, нели, овдека во Струмица може да се видат многу повеќе чуда. И затоа сме ние сите тука групно како маска да го видиме ова чудо што се случува во Струмица. А навистина има што да се види, да се ужива. И навистина е возбудливо да се биде дел од маскенбалот во Струмица. Нашата маска е митолошка, египетска. Анубис е Исис. Анубис е бог или чувар на подземјето, на подземниот свет, на мртвите, а додека Исис е божица на земјата, магијата и животот. Колку време ви беше потребно за да се спремите? Па месец дена, отприлик. Работа, кажи речи секој ден. Ние представуваме Круела де Вил, познатава лоша жена, да кажам, во филмот на 101 Далматинец. Ние, како карневалско здружение Звезден град, сме познати по тоа што представуваме секоја година некоја држава. И сега оваа година ја представуваме државата Холандија. Мислам, веќе очигледно до вчера ги криевме нашите идеи, како и секоја група. Ја одбравме Холандија, затоа што Холандија е една најлиберална земја во која што има најголема либерализација. Принцот и принцезата вечерва со почек како 19 часот ќе предводат главната карневалска поворка низ центарот на градот. А тоа нека ви биде доволна причина за и вие да бидете дел од струмичкиот карневал и да го сетите духот на маските. И за крај завршуваме со рубриката Три точки. Но овој пат во неја имаме ракометарката Андреја Лекич, затоа слушнете како таа ги дополни нашите три точки. Тоа утре ќе биде подобро. Би сакала да ми се случи Лига на шампиони титула во Ардар. Најтешко беше кога прв пат заминав од дома од Белоград во Љубљана. Радувам се кога победувам и кога е мојата фамилија со мене. Ама може да бидам, ќе работам на тоа. Не сум тежок карактер, ама мислам да секој од нас има своите мане и врлини. Немам пријателки. Не, се шалим. Доста се дружим, мислим да права пријателка
не е поврзана sa ракомет и она е во Белград и име Ана. Ане. Мислим да кога бе проглашена за најдобра ракометарка на свет. Тука завршува забавната програма. Вие не го менувате каналот и останете со нас.